Традиционалната логика ги нарекла непосредни заклучоци оние кај кои вистинитоста на конклузијата се изведува од вистинитоста само на една премиса. Посредни заклучоци се оние логички следства кај кои конклузијата логички следува од две или повеќе премиси. Во современата логика, логичките следства се истражуваат аксиоматски. Во известна смисла, сите следства се посредни. Во рамките на логиката на исказите се истражуваат оние следства кои се темелат на поврзувањето на елементарните искази како нерашленети целини. Во логиката на предикатите припаѓаат оние следства кои се занимаваат не само со поврзаноста на исказите како целина, туку и на нивните делови, термините. Аристотел разликувал 4 типови искази и до нив дошол со обединувањето на двата критериума. Предикатот се искажува за целиот обем или негов дел. Секој од исказите може нешто да тврди или да одрекува. Схоластичките логичари ги дале следните имења и ознаки на Аристотеловите искази. Универзално афирмативни, сите ес се п. Универзално негативни, ниедно ес не е п. Партикуларно афирмативни, некој ес се п. Партикуларно негативни, некој ес не се п. Схоластичките логичари ги представиле односите меѓу овие искази во една шема која е позната како логички квадрат, каде А представува универзално афирмативни искази, Е универзално негативни искази и партикуларно афирмативни искази, О партикуларно негативни искази. Во однос на контрарност се наоѓаат универзално афирмативните и универзално негативните искази. Двата контрарни искази не можат во исто време да бидат вистинити, но двата можат да бидат лажни. Во однос на контрадикторност се наоѓаат универзално афирмативните и партикуларно негативните искази, како и универзално негативните и партикуларно афирмативните искази. Од вистинитоста на еден од противречните искази логички следува лажноста на другиот и обратно. Во однос на субконтрарност се наоѓаат партикуларно афирмативните и партикуларно негативните искази. Двата субконтрарни искази не можат истовремено да бидат лажни, но можат да бидат вистинити. Во однос на субординираност се наоѓаат универзално афирмативните и партикуларно афирмативните искази, како и помеѓу универзално негативните и партикуларно негативните искази. Од вистинитоста на еден од надредените искази логички следува вистинитоста на нему подредениот исказ, а од лажноста на надредениот исказ се јавува логичка неопределеност кон неговиот пар. Од лажноста на подредениот исказ логички следува лажноста на надредениот исказ, додека од вистинитоста на подредениот исказ се јавува логичка неопределеност на надредениот исказ. Традиционалната логика, непосредните логички следства ги представува со шеми на заклучување, а современата логика на предикати со логички закони.